Почитувани, колку вреди човечкиот живот? Неотповиклива оставка и поднесување на одговорност од етички и морални причини е доблесен чин на искрен, чесен и самосвесен човек. На политичар и човек кој поседува личен интегритет и достоинство. За жал, министерот за здравство Венко Филипче докажа дека не е тој човек. Зоран Заев докажа дека не е тој човек. Очигледно во нив нема ниту доблест, ниту грижа на совест, ниту искреност. Во нив нема никакво чувство на одговорност за трагедијата која што се случи во Тетово. Наместо одговорност и одговори, повеќе од 10 дена гледаме како власта од петни жили на секој можен начин се труди да го заташка целокупниот случај. 14 лица, 14 наши сограѓани ги загубија своите животи, а на Зоран Заев и Венко Филипче око не им трепнува. Без нималку срам ја замајуваат јавноста неколку дена со измислената оставка на Филипче, за потоа да се преправаат како ништо да не се случило. Се однесуваат како да нема 14 црно завиени и ожалостени семејства. Почитувани, ова мора конечно да престане. Некој мора да одговара за загубата на овие човечки животи. Одговорност мора и ке има. Токму од тие причини, ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН денеска до председателот на Собранието на Македонија поднесеме предлог на одлука за формирање на анкетна комисија, која ќе има за цел утврдување на фактите и политичката одговорност на надлежните и одговорните лица и институциите. На крајот, како пратеници, но и како обични граѓани. Сакаме да упатиме неколку прашања до Заев, Филипче и сите останати инволвирани во оваа трагедија. Зарем 14 загинати во монтажна болница не се причина да проработат во најмал случај моралот, етиката и совеста? Зарем човечкиот живот е поважен од министерувањето, од удобната кожна фотелја во која што безгрижно седат Заев и Филипче, додека семејствата на жртвите ги чекаат и ги бараат одговорите за трагедијата во која ги загубија своите најмили? Господин Заев и господине Филипче, барем покажете сочувство, покажете грижа на совест и веднаш поднесете политичка одговорност, бидејќи етичка и морална покажавте дека воопшто немате. Ви благодарам. Дали има прашања? Дека користите навредлива содржина во однос на колегите од опозиција, од владеачкото мнозинство. Како го коментирате ова? Дали нивните обвинувања се во насока, нивните обвинувања се во насока дека опозицијата ја користи ова политичко профитерство? Има ли нешто што вистина чувствувате? Власта го држи народот како жив штит пред опозицијата. ВМРО ДПМН е опозиција во недемократска држава, во која што се обидува да го одбрани народот, како еден од нас. Ви благодарам.